Имате информации кои што се уште не ги објавувате, а наскоро може да ги очекуваме? Па имам информации. Сега знаете како е, кога имате информации треба човек да биде внимателен. Имам наводи, дел од нив се докажливи. За дел веќе е пишувано, но не е обрнато доволно внимание и контекстуирањето е погрешно. А деновие слушаме и сосема некакви други интересни теории за аферата Рекет, до онаја најинтересна за мене теорија дека аферата Рекет е всушност и Бојан Јовановски инсталација на Никола Груевски во соработка со Вучич и така натаму. И ако е тоа така, како што е кажано, немам намера да се сомневам во информациите на колегата кој ги обелоденува. Веројатно има некакви докази и потврди на тоа, но ако е тоа така, тоа е дури пострашно од ова што јас го пишувам, бидејќи тогаш тоа би значило дека почнувајќи од премиерот кој имал контакти со Бојан Јовановски, па Ако добро ве разбрав, се извинувам, ќе ве прекинам. Теоријата, тезата, конспиративната теорија е дека Груевски всушност го испратил Боки Јовановски да дојде во Македонија, да влезе во кабинетот на Заев, да преговараат таму за заеднички проекти, да влезе во кабинетот на Спасовски, на Мила Царовска, на 5 министри, на градоначалници, на пратеници и сето тоа што Груевски го испратил. Отприлика тоа е тезата со тврдења сериозни дека имало директна средба меѓу Боки 13, Бојан Јовановски, се извинувам, и Груевски во Будимпешта. Сега малку има тука проблеми со, можеби со датумите, кога тоа можело да се случи, но во секој случај дека тоа е организација на српската тајна служба. Тоа е многу интересна теза. Пак ќе речам, не ја спорам, не ја коментирам од аспект на дали е вистинита. Не ја спорите, ама смешно е сега. Малку е смешно дека всушност владата на СДСМ ја контролира Никола Груевски. Така излегува сега. Без разлика дали е преку српската тајна служба. Горе-долу така ќе му дојде. И не само тоа, туку има едно друго прашање што се поставува. Ако тоа било така, на некој начин во уредувачката политика на еден телевизија, нели, тоа беше дел, нели, тоа беше медиумската операција на Бојан Јовановски, ние секако ќе моравме да препознаеме дел од груевизмот, дел од шемата, нели. Тоа е и во крајна линија обвинување за сите овие наши колеги кои работеа во таа телевизија, а сега работат на други проекти, дека практично работеле на некој начин за Груевски, не знаејќи, наивно, знаејќи можеби така натаму. Сето тоа покажува дека во моментов, додека трае судењево, нешто што мене искрено лично не ми се допаѓа, се прави еден обид за едно задоцнето менаџирање на политичките последици на аферата Рекет. И мислам дека и тоа може да се одрази многу негативно на имиджот на оваа власт. И не знам од тој аспект не можам да кажам до каде ќе заврши, затоа што луѓето кога ќе почнат да менаџираат нешто, да спинуваат, да прават, имаат бескрајна фантазија и тоа може да дојде до некакви многу интересни приказни со кои ќе се забуваме пред изборите.